22 годишна девојка е прегазена доцна синоќа на булеварот Партизански одреди во Скопје, а од здобиените повреди починала на местото на несреќата. Смртта била констатирана од екипа на брзата помош. Во неја удрило возило Пежо со скопски регистарски ознаки управувано од 20 годишник. За деталите околу несреќата во живо во овие вести ја вклучуваме колешката Тамара Марковска. Тамара, според последните информации, возачот е задржан на разговор. Така, Александар, како што кажа и ти, синоќа нешто пред полноќ на булеварот Партизански одреди во Скопје, животот го загуби 22 годишна девојка откако била прегазена од автомобил Peugeot 207 со скопски регистарски ознаки. Според информациите на МВР, возилото го управил 20 годишен жител на Скопје. По нанесените повреди, девојката починала на лице место, а возачот бил приведен во полициска станица. Ке се проверуваат снимките од видеонадзорот и веќе е извршена и обдукција на телото. Граѓаните кои ги анкетиравме овде велат дека не се чувствуваат безбедно, вината ја гледаат кај возачите, но некои сметаат дека и пешаците не ги почитуваат доволно сообраќајните правила. Во продолжение слушаме анкетата. Мислам се вози лудо. Мене не ми е јасно на толку техника, на толку полиција, на толку сейф сити. Ја не знам како не е можно да се стави било каква контрола. Пазете, ова не се предградија, некој ова е центар и тука нема контрола на сообраќајот. И како да ви кажам, па ова не е прв случај, имаше и пред 3-4 години кога погина девојче. Не знам што е исходот. Меѓутоа, како да кажам, не учиме од овие немили настани. И револтиран сум што едноставно се осеќаме на моменти така, безпомошни. Јас имам 2 деца и секој ден јас стравувам да кидат во училиште, да не се најде некој несоодветен водач, да не употребам некој друг термин. На пешачки хич нема гајле, дека и вози стотка вози. На пешачки ќе бидем, самофорот му е затворен, он иде. Демеке, што да правиш? И мора ти цурик назад. Идем, се враќам од тоа. Пошто, не дај Боже, ќе те утепа. Да, и се пазам. Повише се пазам. Па и пешачите не ги пошитуваат, ама и возачите. А иначе и нешто согласувам јас дека само возачите се криви. И ние како пешаци поинуваме на црвено, претрчуваме, се прекачуваме преку овие, така да и ние не сме добри. Не е прв пат секој ден. Не се чувствувам возат дивљаци без дозволи. Но ќе да видите што е ужас. Александар, само да подсетиме дека ова не е прв ваков случај. Во ноември 2024 година на булевар Партизански одреди во Карпош 3 беше прегазен пешак додека поминувал на пешачки кој помина со тешки телесни повреди. Во јуни 2023 година беше прегазен 22 годишник кој исто така имаше тешки телесни повреди. Во 2022 година загина девојка кај Ситимол, а во 2017 година загина друга девојка кај Силбо. Александар, тоа би било се за сега, повеќе детали за 15:30.